Пресурово е тепачката со Пендиков да се толкува како напад од омраза, цени адвокатот на Илија Спасевски кој денес седна на обвинителна клупа. Како може, вели тој, да мрзи некој што во 2009 година како 10 годишно момче прв видел дека тоне бродот со бугарски туристи и заедно со неговиот татко тргнал да спасува животи. Сега размислите дали може да биде омраза или на ова се дава еден политички акцент, призвук кој што се ispolitizira до едни страшни граници кои се може да штети на целата постапка. Па чисто политичка работа е. Затоа што ако со внимание ги пратите изјавите на Пендиков кои што ги дава преку бугарската национална телевизија, тој спомна дека тој не знае кој го удрил одзади, тој не знае кој го шутирал, дека бил тепан 10 минути, меѓутоа видео снимката кажува сосема поинаква состојба. Во фаза на истрага не забележав некој од сведоците да каже оти чул како Спасевски употребил зборови како мрсен бугарин, вели Цовоски. Инаку Христијан Пендиков не се појави во судница. Адвокатот кој го застапува оправдание за отсуството најде во неговата здравствена состојба. Пред судот кажа дека не можел да патува, оти се лекувал и отежнато зборувал, иако Пендиков се појави на бугарската национална телевизија на едночасовно интервју. Неговиот адвокат рече дека со Пендиков контактирал телефонски и оти не знаел каде се наоѓа неговиот клиент. Не ја знаел адресата каде тој престојува. Кога ќе ми ја каже, ќе ја доставам до судот. А зошто се тактизира со адресата, зошто не се кажува? Не се тактизира со адресата. Ќе се појави штом заврши со лекувањето. Со неговото доаѓање во судница се тактизира. Неспорно е дека има повреда и дека долната вилица му е фиксирана, но тоа не е пречка да патува и да присуствува на рочиштата. Истакна адвокатот на Илија Спасевски, потенцирајќи дека неговите повреди не се опасни по живот. Судскиот процес ќе продолжи на 5 април.